член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и денеска ја имам оваа чест да ја отворам денешната панел дискусија, која што представува една од серијалот под име Единствени. Вечерва сме тука да зборуваме за единственоста кога се зборува за мултикултурализмот и заедништвото во нашето општество. Како партија можеме да се пофалиме дека работиме и то интензивно на меѓуетничките односи, работиме на развој на кохезивност на нашето општество. Таа кохезивност се огледа на слободата на секој поединец и на еднаквите можности за секој поединец без разлика на која социјална група припаѓа. Ако зборуваме и за доктрината на ВМРО-ДПМНЕ, можеме да ја представиме како стремеж кон добри услови, добар животен стандард за секого во општеството. За нас, еве и како партија, ние можеме да се пофалиме и за членство, кое што еве имаме припадници од сите различни етнички заедници кои живеат во Македонија. За нас, за да се биде член во нашата партија, има единствен услов желбата да се работи во партијата. Ние сме отворени за сите поединци во нашето општество, ако сакаат да бидат социјално активни, дури и да не се членови во нашата партија, тие може да бидат активни во нашите совети кои работат во партијата. Така да, ако сака некој да биде активен, да си го кажа своето мислење или ако има некоја препорака или предлог мерка за подобрување на некоја од областите во нашиот општествен живот. Сметаме дека комуникацијата, бидејќи таа е еден вака одлика на човекот која што е извонредно важна за сите општествени процеси, значи не постои процес во општеството без комуникација и затоа се залагаме за квалитетна и добра комуникација, а посебно комуникација помеѓу различните социјални групи, односно и помеѓу различните етнички социјални групи. За нас, ако анализираме и социјалната структура на нашето општество, но ако го анализираме и мешовитиот состав на нашето мултикултурно општество на кое што сме горди, но исто така и некои настани и конфликти од блиското или далечното минато кои имаат етнички контекст, многу внимаваме и интензивно работиме на превенција на такви настани. Повторувам, за нас како партија, и ние тоа сме го докажали во праксата, важни се сите граѓани на Македонија. За нас нација, зборот нација, терминот нација, соодветствува на државата и тука се вклучени сите граѓани кои што живеат во Македонија. Ние сакаме преку нашите действија секој кој што живее во Македонија, без разлика албанец, турчин, македонец, влав и така натаму, да се чувствува гордо под знамето македонско, да ја чувствува оваа татковина за своја татковина и не гледаме причина да не биде тоа така. Значи се залагаме за изградба и развој на мултикултурно општество во кое секој има еднакво право и секој е еднаков пред законот. Ние тоа сме го докажале преку, да речам, и капиталните проекти во изминатиот период кои се направија, патиштата, ако сакате и проектите во образование, здравство, за добра јавна администрација и така натаму, сите тие проекти ги уживаат сите граѓани на Македонија. Не се одредени патишта само за некого, значи сите ги користиме бенефитите од добрата работа на полето на економскиот развој. Понатаму, како член на извршниот комитет, можам да се пофалам дека членовите не само на извршниот комитет, туку и на сите наши партиски тела се постојано во комуникација со сите луѓе, со сите граѓани низ Македонија. Ние посетуваме најразлични општини, не одбираме општини каде кој живее од која етничка заедница, туку ги посетуваме сите, затоа што на нас ни се важни да ги согледаме потребите на сите граѓани кои што живеат во Македонија. Понатаму, кога се случуваат некои непогоди како што се земјотреси, поплави и слично, имавте можност и го видовте тоа во изминатиот период дека и нашиот лидер, и нашите пратеници, и нашите градоначалници, и поширокото членство, посебно и Унијата на жени, постојано беа на терен, помагаа на сите,
таман работа да се прашува човек во такви моменти на која етничка заедница припаѓа. За нас се сите еднакви. Ние во тие моменти им помагаме на сите и тоа сме го докажале, тоа сте го виделе. Може тука имаме меѓу нас и пратеници да кажат и за нивните активности на терен. Овие имаме и други, значи заеднички проекти со сите етнички заедници кои живеат во Македонија. Имаме и позитивни практики како што беше и ифтарската вечер. Такви ифтарски вечери има повеќе по број за време на овој празник, за време на рамазанските пости, низ повеќе градови во Македонија, и јас веќе кажав дека тие вечери на нас ни служат и за меѓусебно запознавање и дружење заради подобро меѓусебно разбирање. Така да стратешки приоритет се за нас меѓуетничките односи, бидејќи ние се залагаме со сите своји сили и потенцијали за развој на мултикултурно општество. Македонија е такво општество и такво треба да остане. И сега имам чест да му дадам збори на доцент Зекир Рамчиловиќ, кој што е и пратеник. Повелете.